Од аспект што се борев младината да добие одредени права кои што мислам дека се апсолутно загрозени, не ги има внатре во Социјалдемократскиот сојуз, исто како што го дадов примерот за организирање на активности, немање финансиски средства. Локалните клубови, добар дел од нив низ Македонија, немаат основни средства за комуникација. Тоа е интернет, компјутер, телефони немаат младите и така натаму. Немавме превоз. Значи, ако немаш собствено возило со кое што ќе можеш да отидеш на работна посета, партијата немаше да ти даде и така натаму. Сметам дека без основни средства, во денешно време се знае кои се основни работи без кои што не може да функционира не само партија, туку ни фирма, ни институција, ни семејство, доколку нема основни средства, телефон, интернет, не знам, средства финансиски за движење и така натаму. Најосновна работа во денешно време сметам дека е движењето. И тоа е најголем проблем. За функционирање мора да имаш финанси за движење, поготово дел од политичка партија. Значи не држи тоа обвинување дека ти не си се бунал додека си бил внатре, дека не си побарал некои промени додека си бил внатре, тоа главното обвинување кој што не држи апсолутно тоа обвинување, и тоа е уште еден обид да се зама јавноста на еден начин од случувањата кои што се де факто реални во моментот. Не произлегуваат тие само од мене. Незадоволството се гледа дека огромно, не само од моја страна, од сите страни има реакции дека мора да се сменат работите во Социјалдемократскиот сојуз, а реформите се неизбежни. Ние како млади бараме генерацијски реформи. Тоа значи дека треба да дојдат нови генерации на луѓе кои што ќе го градат и ќе ја продолжат на битка за власт која што Социјалдемократскиот сојуз во моментов нели ја води. Ќе се вратиме пак со разговорот. Понатаму во втори дел на емисијата ќе те прашам што мислиш за сегашното владење на ВМРО-ДПМНЕ, потоа дали мислиш дека постои идеолошко изместување на Социјалдемократскиот сојуз од својата идеологија и на крајот на криштата што наистина мислиш дека е проблем во раководството ти како млад човек. Значи ќе се вратиме во втори дел на емисијата, за тоа ќе разговараме. Сега одиме со мала пауза за реклами. Почитувани гледачи, станете со нас. Разговараме со Михаил Младеновски, поранешниот генерален секретар на СДММ. Почитувани гледачи, дојдовте назад во емисијата Политико. Ова е втори дел на разговорот кој што го имаме со Михаил Младеновски, поранешниот генерален секретар на СДММ, тоа е младинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Михаил, што мислиш, дали СДСМ денешното се социјалдемократи или се демохристијани? Денешното СДСМ? Да. Треба многу да разговараме за да најдеме сличноста со социјалдемократијата која што во моментов има во СДСМ. Мислам дека разликите се многу поголеми. Од аспект на социјалдемократските вредности, кои што самата партија ни организираше, трибина нас и ни едуцираше, благодарение на таа партија, јас ги научив социјалдемократските вредности на кои што се темели СДСМ и за жал, иако ме научи партијата на тие вредности, не можам во моментов да забележам дека барем еден од тие социјалдемократски вредности е хармонизиран и е спроведен на дело од таа партија. Например, што мислиш конкретно? Конкретно социјалдемократските вредности, социјална правда, еднаквост, солидарност, еднакви можности за сите и така натаму. Сметам дека во партијата во моментов не се исполнуваат социјалдемократските вредности, да тргнеме од еднакви можности за сите, а не гледам дека во нашата партија има еднакви можности за сите. Не знам да кажи ти, ако приметуваш еднакви можности за сите, тогаш најди го заедничкото нешто помеѓу мене и некој од раководството на СДСМ, во што сме еднакви. Или да речеме, во кој дел некој обичен член на Социјалдемократскиот сојуз од младината има еднакви можности со некој исто така член на СДММ кој што е син на некој бивши функционер или бизнес партнер на партијата. На поранешниот еднакви можности нема. Поранешниот председател на СДММ Темелковски? Не, он беше генерален секретар. Зборам општо во пакет, бидејќи си имаат случајно такви работи во партијата на која што поставени на високи функции, деца и синови на високи екс-функционери на СДСМ или некои бизнес партнери. Што мислиш ти за сегашниот лидер на СДММ?
Дарко? Дарко Давидковски. Па со Дарко имавме прилично добра соработка, додека бевме. Што мислиш за неговиот После капацитет? долго- Колку е он уствари социјалдемократ? Колку може он да биде социјалдемократ? Знаејќи од какво... Не можам да му се мешам во неговите идеолошки сваќања, веројатно бидејќи член на таа партија и функционер е социјалдемократ по идеологија, колку он ги спроведува на дело социјалдемократските вредности, за тоа исто така не можам да тврдам и не би можел да кажам. Дали Затоа мислиш што- дека е ограничување за еден човек од каде потекнува, од какво семејство потекнува? Ти ми кажеш дека потекнуваш од многу скромно семејство. Твоите двајца родители се со средно образование, едниот работи, едните без работа, ако не се Така. лажам. Додека го споредиме со тоа е Дарко Давидковски, кој што се надевам дека ќе биде гостин во мојата емисија, јас го поканив. Син на парајашен функционер на СДСМ, дознав дека потекнува од доста добро ситуирано семејство. Секој лето бил на некои екзотични летувања во цел свет. Дали мислиш дека таков лидер на младината може да ги артикулира оние социјалдемократски вредности? Ке треба малку да промислам за да одговорам на ова прашање. Не знам каде да ги најдам заедничките точки на социјалдемократијата со тие работи кои што ти ги Што е со наброи, тоа, факти се што е со другите постулати на социјалдемократијата? Еве да речеме, тие треба да се луѓе од народот. Колку што ти си бил внатре во социјалдемократската партија, во социјалдемократскиот сојуз на Македонија? Ја Колку учествувам таму. секако ти си член на СДСМ, никој не може да ти свали од таму, нели? Апсолутно нема никој мандат од таму некој да избрка од таа партија, нити под притисок некој ме натерал да бидам член на таа партија, нити некој под притисок може да ме натера да си одам. Ако Социјалдемократскиот сојуз има некои методи од низата не социјалдемократски, нели, па да изфрла членови, тоа е веќе тука не можам ништо против да направам, инаку се да само мене ми е во срцето не може да ми го извадат. Може од партија да ми исклучат, меѓутоа не може да ми извадат социјалдемократската идеологија. Тоа е нешто со кое што сум се родил и со тоа ќе умрам. Ти ми кажеш дека одреден број од раководството на СДСМ последен пат се прошетал на площадот кога на площадот постоеле оние старите коцки, така? Да, апсолутно. Види, точно е дека е малку смешно, меѓутоа има луѓе во СДСМ кои што креираат политиката, а последен пат се прошетале меѓу луѓе, тоа ми беше, тука карикирав, меѓу луѓе последен пат се прошетале кои имаше коцки на площадот. Тоа беше, не се сеќавам јас пред колку години уште бев основно, мислам, образование и така. Сам ме искаже големо чудење на начинот на кој што некои во раководството го сваќаат својата активност. Именно тие само доаѓаат, се затвараат на бикачка, чекаат да пети се од дома, не се растрчани меѓу народот, по малите места од само од избори на избори. Па апсолутно, еве демантираме. Ќе отидеме 3-4 дена поред. Ќе прошетаме на улица Македонија на площад. Ако видиме некој од актуелното раководство на СДСМ, меѓу народот излезен, тогаш не знам како да ти кажам. И не знам што ти одговорам. Ќе отидеме, ќе видиме. А ако сум грешка, демантираме, нека ме демантираат. А ако сум во право, ќе го видиме тоа, затоа те канаме, еве ќе отидеме, 3 дена ќе шетаме како да сме биле на работа од сабајле до вечер. Ако еден од функционерите видиме меѓу народот на улица дека се поздравува со луѓе, дека е тука присутен, тоаш више значи јас сум голема грешка и заблуда и апсолутно им се извинувам јавно. Постои ли критичка мисла внатре во СДСМ? Постои ли демократија, слобода на мислата? Може Не ли да... постои. Апсолутно. Затоа што ја го имам осетено тој на моја кожа, знам дека не постои. И знам дека уште не постои. Затоа Кои се бараме причините? генерацијски Кои се реформи. причините за тоа? Зошто луѓето внатре во СДСМ, дали секој на секому нешто му должи во кариерата? Што е причината? Па се само повеќе функционира на масонски принцип него на принцип на политичка партија, демократска и поготово социјалдемократска. Вие кога ќе видите дека затворен круг од неколку луѓе ќе одлучува сите работи и кадровски, и организацијски, и политички, мислам дека де факто не станува збор за социјалдемократска партија. Ја разбирам, е нормално раководството на партијата да ги крои политиките, меѓутоа мислам дека сите идеи треба да извираат од народот и од членството, а не партијата од врвот на таа партиска хиерархија да ги спушта идеите кон народот. Треба да ги превземе од народот и да ги качи на тој врв на Ти ми кажа дека постојат дел од мерките на владата на Груевски кои што се всушност и тебе ти се допаѓаат, бидејќи се социјалдемократски мерки. Види, во Македонија во моментов нема идеологија, практично спроведена на терен, нити ВМРО ДПМН демокристијанска идеологија, нити Социјалдемократскиот сојуз има социјалдемократска идеологија. Според мене, сите тие работи се толку испревртени, се каша попара направени и мислам дека
тука е клучниот проблем што македонското гласачко тело и избирачите не може да се пронајдат во изборни циклуси за кого гласаат. Вие можете да видите слоеви на земјоделците, стечајците и така натаму, кои што се голема народна маса во Македонија, да речеме гласаат за ВМРО ДПМН. Оправдано? Па не е оправдано од идеолошка причина. Но мислам дека мерките што ги добија, тие припаѓаат